Значи, ова акција повеќе ја разбирам како кривање на свеста дека секој граѓанин на нашата држава треба да води сметка за животната средина, за хигиената на просторот во кој што заеднички живееме. Мислам дека со својата масовност ќе се привлече внимание не само во рамките на администрацијата, туку генерално кај сите, и мислам дека е на некој начин и признание за невладината организација Не биди ѓубре, која што веќе организира вакви акции. Значи, ова е масовна подршка од страна на владата и на администрацијата на нивните активности кои што ги превземаа во изминатиот период. Според вас, какво е нивото на еколошката свест во Скопје? За жал, мислам дека не е доволно, заради тоа што доколку секој граѓанин си води сметка за прво за ѓубрето што го носи со себе, да не го остава на улица, нема потреба од вакви акции да организираме, но во секој случај, споредено например со други години и претходни години, мислам дека и многу невладини организации работат на покренување на свеста. Ова е добро што заедно и владата се вклучува во таа акција. Тука ли се сите ваши вработени или? Па тука се јас, колку што гледам масовно, не се тука само од правда, тука се и од судовите и од обвинителствата. Организацијата беше на различни пунктови да бидат вработените, значи од различни институции, така што овде кај го лоцира правосудниот сектор во центарот на Скопје, се надевам веројатно дека сме и во центарот на интересот во моментот на јавност. Кога ќе има чистка ама во правосудството? Па јас денеска му ја предадов златната метла која што невладините организации ја оставија во една акција пред повеќе институции, вклучувајќи го и Министерството за правда. Кога му ја предадов, председателот на судскиот совет искоментира дека не е многу амортизирана. Ние со таа метла можевме да помогнеме да се направат законите и затоа тоа е една фина канцелариска работа која што ја завршивме сега. Останува вистинската амортизација на метлата да се случи во судски совет, да се спроведат тие закони кои што ние ги подготвивме, собранието ги донесе и да се врати довербата на правосудството во нашата држава.